Децата од предучилишна возраст ќе може да се запишуваат во прво одделение покрај тоа што не се вакцинирани. Но доколку не се вакцинираат до крајот на септември ќе се продолжи со теренска вакцинација, вели министерот за образование Арбор Адеми. За сега за првачињата, бидејќи имајќи предвид дека другите веќе се запишани во училиштата. Да, сме имале и вчера средба и за ова тема ќе разговараме и на седница на владата, бидејќи ситуацијата мислам дека е сериозна. Треба да имаме сите сериозен пристап, каде што треба да ги запазиме двата уставни вредности, да кажем. Како што знаете, според Уставот и основното образование е задолжително, но секако треба да запазиме и за јавното здравје. Така што и со дополнителни консултации и со експерти, но и преку еден сериозен пристап на разгледување на сите аголи од ова прашање, ќе најдеме решение кое мислам дека ќе ги решава проблемите кои се соочуваме. Ова одлука се противи на општиот став на министерот за здравство Венко Филипча, дека нема да отстапува од правилото да не се примаат невакцинираните деца во градинките и училиштата, бидејќи само на тој начин може да се запре ширењето на епидемијата со мали сипаници, од која животот го изгубија 4 деца. Нејасниот став потекна од контрадикторноста во самиот закон, каде што е обавезено основното образование, меѓутоа во исто време за време на уписот е задолжително родителите да го достават вакциналниот картон. Ние закажавме средба и за овој време на овој викенд, за да во понеделник дефинитивно се расчисти таа работа и излеземе со усогласен став, ќе имаме и експерти по уставно право. Ја консултиравме и министерката за правда, која што е врвен експерт во таа област. Дадовме препорака од Министерството за здравство заради тоа што е сега сепак ситуација на епидемија, а токму невакцинирањето на децата доведе до оваа ситуација. Нема да отстапиме да се примаат само вакцинирани деца и во градинките, за кои што веќе Министерството за труд и социјална политика го извини правилникот, но и во школите. Тоа е единствен начин прво да се стави крај на оваа епидемија, меѓутоа и во иднина да не се случуваат вакви ситуации. Тој рече дека Министерството за труд и социјална политика веќе го изменило правилникот за прием на деца во градинките, а дека со Министерството за образование треба да се најде ново решение.